Дома сме, мир и тишина. Глуво, нема. Немаме тема, немаме друго. Секој ќоши, ти подсеќа на него. Пеколно. Со еден збор, кажано пеколно. Поголема катастрофа за родители нема. Да ти ја земе некој днината, младост, среќата, радост, се што е умало, ни отиде во 2025 година. А ова позади мене е диското на смртта, каде што 63 лица го загубија животот во најубавите денови од младоста. Ова е диското Пулс, диско познато во јавноста по трагедијата, а непознато по криминалот што се правил во него. Излагај! Запалите Пулс! А голем број на повредени има во пожарот кој што ја зафатил дискотеката Пулс во Кочани. Очевидците велат дека за неполна минута искрите прераснале во голем пожар кој ја зафатил просторијата. Последната слика што ми имаше пратено беше со гланц бели патки до тера, са бајлето, значи јас се будам без аларм, без ништо. Уште темно беше, стварно не се сеќавам колку беше саат. И гледам неколку пропуштени повици, отварам чето со него и гледам ми ги праќа истите патки, крвави и црни. Во болницата беа донесени голем број на млади лица без знаци за живот. Јас тоа го викам обично кога ќе видите толку смрт на едно место, камен да се ќе пукнеш. Мислам дека тоа ни е најтешкиот момент во кариерата и како човек и како лекар, дека не може да сте имуни на таква трагедија. Кога си ги чувствувате рацете дека ви се врзани, дека не можете да направите ништо за тие млади луѓе. И тоа е нешто што не посакувам никој да го доживее во животот. И лично и голем број од моите колеги, мислам, имаме последици, да речем. 3, 4, Кочани! Да, ово беше еден мал гест од нас повредените до жртвите што на несреќа ги нема. Благодарност до докторката што ни даде подршка за овој настан. Ние како така успеавме нешто да покажеме и некоја благодарност да дадеме. Тоа е од нас на еден мал гест. Чест ми е што имаше многу голем број на гледачи што дојдеа и дадеа многу голема поддршка и им благодарим. Сепак да не се заборави тоа што е поминало, за тоа што за некого тоа више во заборав и имат некои предрасуди за нас. Тоа не е битно да не се заборави што е поминало и една мала поддршка не мора многу голема поддршка. Нивните млади животи изгаснаа, данокот го платија, а ние како родители останавме само како фигури. Ни зедува младоста, среќата, убавината и днината. И сега по оваа трагедија никој не осеќа вина, никој не осеќа одговорност, никој не помислува што има направено некој што со нивното несовесно работење и непостапување професионално. За трагедијата дознавме уште во раните утрински часови, уште во
4,5 часот. И веќе за 3,5 часа после настанатата трагедија се мобилизиравме со наши тимови на вработени на волонтери и бевме присутни пред Општа болница Кочани и на други места каде што имаше потреба од наше присуство. Во тие моменти, уште од самиот почеток не бевме свесни, знаевме дека има жртви, но не бевме свесни за сериозноста на трагедијата. И како се развиваше денот, станувавме повеќе свесни за овој трагичен настан. Сепак бројот на млади загинати животи е многу голем. So we received 4 patients from Kochani with the burn injuries, which we treated for these burn injuries and needed medical treatment. I was deeply touched about of this burn disaster. I know this could have happened to me. I was at the same age as this person who died during the Gothenburg burn disaster. Regarding those who survived, the 4 patients I met, I was deeply impressed about their strength. The biggest challenge is the most dangerous one. That's information about the patients and the connections from the site in Skopje or the airport that hand over the patients, so the patients will not be harmed in the transport over. It's a pretty long flight to Sweden, so we need to have a good medical team to take care of the patients during the flight, and that's just very critical. And then we have, when the patients arrive in Sweden, we need to assure that every information or every treatment that has been given to the patient is correct, so we don't do it again or we treat the wrong patient. So information and communication, that's the key factors in the evacuation. И отидовме пешки до горе до болницата. Тамо хаос. Хаос. Филм да се снима нема така може да се снима. Обезбедување, полиција, брзи помош. Една дојде, друго отиде. Изнесат со кожи обесени, изгорени коси. Кој без веги, кој без очи. Немаме никаква информација. Никој ништо не знае да каже. Слоши. Не со внутре. Беше целиот здрав. Немаше никаква кревнатика. Како што излезе таа вечер. Целиот убав. Очи му само отворени. Ја види мајка. Ше задуши. Може тука подносит нешто. Црно. Да само да може они да останат, ние да легнеме. Пред нив постоеше пат. Барем да му се испунеше желбата. Сакаше да стане познат диджеј. Беше голема жел. Мислам дека ќе успееш у тоа. Беше си купил зимото патки за пролет. Мама, овие патки пролета ќе си ги носам со тие фармерки, со таа блуска, мамо, одговарат. Одговарат си. На крајот што направи? Ма ги ставивме со патките со него. Со него го погребавме. Костумот таму. Беше за една свадба. И тој костум го стави тука. Патките што остана ги седам, тука ги донесов. И патките се со него. Само него го нема.
И ние со татко му на Андре Лазаров тренавме за Штип, потаму за Скопје, по сите болници, никаде, пак се вртиме во Штип. Веќе беа почнале да излегуваат списоците кои се деца хоспитализирани у Штип. И нашиот син го немаше на тој список и јас се однесвестив. Веќе сигурно од унатре ми е кажувало нешто дека се е случило со моето дете. У меѓувреме татко му дознал за него и јас го се вртив. Тогаш ми кажа и сакав да го видам. Со голема молба влезов да го видам. Ништо не му фалеше. Само не дишеше. Немаше никакви изгореници, не беше исчаден. Али што тоа се и после кога ни врати од полицијата и телефонот и клучевите и саатот и ланчто и новчаникот се беа. Ништо не беше скршено. Ништо не му фалеше. Најтешки моменти беа моментите кои ќе слушневме некој дека е починал. Значи, од тоа нема потешко. За се друго знаевме дека ќе се најде решение, ќе го средеме. Дали се проблем пари, нели треба некој да го пратиме на некое лекување или те креми или било што, тука знаевме дека ќе се најде решение. Има хумани луѓе, околу тоа немавме проблем. Убаво се сеќавам за некои од информациите кога излаваа дека некој е починал во болница и од тие што мислевме дека можно е да преживеат, имавме надеж тие моменти. Подоцна од како што времето поминуваше, имавме нели малку работите легнуваа и имаше работи за кои не сме биле свесни, не бевме свесни какви последици има тоа кај подоцна и кај преживеаните, односно какви изгореници, проблеми со дишење и така натаму. Постојано бевме во контакт, доаѓаа кај нас и преживеаните и родители на починатите деца и секако тешко е да го гледаш тоа, да не можеш во секоја ситуација да помогнеш, да ја гледаш болката кај некои луѓе на кои им е многу тешко, а за жал не секогаш има што да се направи. Ние стигнавме да голем дел од нив се вратат на нивните активности. Се вратија средношколците, се вратија во школа, студентите ни се вратија на факултет. Секој нив ни положен успех, затоа што го споделуваат успехот со вас. Значи, ви го разбавува денот, на крајот на денот. Значи, покрај сите обврски имате нешто убаво во денот. Мислам, покрај сите обврски исто се трудам максимум што можам да им сум достапна. Значи, да не се заборавиме зашто сум јас тука и зашто се случува се тоа што се случува, дека во основа сум заради нив. И за остатокот нели од градот Кочани, меѓутоа првенствено заради нив, заради тоа што заслужуваат најдобра медицинска грижа и нега во условите кои што моментално ги имаме и кои што се трудиме да ги подобриме од ден на ден. Кај нас нормала, како што е било, никогаш нема да биде, значи се научивме на некое ново нормално. До сега ништо не направија. Нити општината, нити државата. И сами можете да гледате, знаете дека сега спомен обележито за нашите ангели финансираме ние самите родители. Ние ќе се собираме средства, лично од нас, од донации, да го направиме тај споменик. Мислам дека го заслужуваат тие деца. А државата не.
Ни дадоа 400.000 денари за надгробните плочи и за настрешниците горе. Демек од влада. Со текот на времето се дозна дека тоа не е од влада. Тоа се донациите од Црвен крест што се донирани од другите држави и од поединци, оние што имат емпатија спрема нас. Ова другото што го гледате позади нас, грдењето, тук во патеката, тоа се ние сами си правиме. Што нашите пари. Мислам дека свеста на народот уште не е проработена. Да, уште што ги некои случаи што се случуваат, по тоа се гледа дека не е проработена свеста на народот. По коментарите што ги читаме зашто сме ги пуштили децата во таа дискотека, бидејќи сме знаеле каква е. Ние не сме знаеле додека не се случи случката, ниту ние, ниту нашите деца. Од кај ќе знаеме? Не само дискотеката, и сите институции, државни и приватни, и тоа, кој знае зградата дали е како да кажам, безбедна, да, дали е безбедна за да влезеш или во некој маркет, што може секаде да се случи. Ние никогаш не прашуваме од надвор дали е безбедно за да влеземе. Мислам дека тие коментари не многу погаѓаат нас и не знам какви се тие луѓе што така размислуваат и што јавно го тоа искажуваат. Се бориме ради правдата, ради овие починати деца што не го заслужија тоа. И се бориме за ините генерации, да никогаш да не се повтори. Зашто има генерации назад што треба да растат, што треба да се дружат, што треба да живеат. Највеќе ради нив, нашите веќе ги знаеме дека се. Ете тоа не одржува. Не одржува собирањето во здруженијето. Таму имаме состаноци, имаме теми на разговори и тук ово не одржува. Секој саба или секоја вечер. Голема благодарност до Малинска организација за психолошката потреба што ни ја даваа. Тие беа уште од почетокот со нас. Мислам дека ако не беа они, дека ние немаше да функционираме колку толку. Сега со текот на времето, колку што минуваат деновите, да. И на самите маршеви. Гледавте дека во почетокот не имаше во доволен број. Сега бројот се намалува. Остануваме сами на себе. Ама ќе се бориме. Макар и сами родителите да останеме, ќе гледаме, ќе можеме, ќе бараме да дојдеме до правда. Што децата го заслужуваат тоа. Ако не се одолжиме со правдата на децата, ќе бидеме пак виновни на некој начин. Затоа што не сме знаеле да ги заштитиме, како што не препугуват по Фејсбук. Мислам дека после на 40-тиот ден кога имаше износ за децата, исто тежок ден беше. Меѓутоа, сепак младите ни дадеа пример како треба ние да се однесуваме. Значи, доволно е тоа што се го преживеале, а сепак има сила секој ден да станат, да дојдат на училиште, да ги гледат столчињата училниците кои што не беа пополнети. Значи, со тоа немавме никаков проблем. Дел од тие кои што беа потешко повредени,
почнаа со настава текот оваа учебна година, значи од септември. Тие што беа полесно повредени дојдеа тука април-мај. Значи ниту еден момент не се чувствуваат отфрлено, исмеано или дека се поразлични, а има ученици кои што се со повидливи повреди. Меѓутоа, до сега кај нас никој не се има пожалено дека е отфрлен од средината во која што е. Не дека ние беме многу јаки. И на крај они спаднаа најаки. Они ја завршија сите работа, младите. Кога дојдоа децата, они ги прифанаа како нормално. Ваѓаат тука по 20-30 ученици, чекаа ги кога полагаа матурата, тие неколку ученици. Оти прв пат дојдеа они. Имаше на почетокот една сплотеност у градот, кога се деси целата трагедија. Тај првиот месец, првиот период после трагедијата, таква сплотеност у Кочани не имала, ја го знам. Значи, цел живот живееме тука, ја не сум осетил такво нешто да има. Сите луѓе со да си помагат едни на други и да толку кога се поздравиш со некој, сеќаш го тоа близината, топлината. А после тоа другите работи што требаше да се сменат или Кочани дојде на подобро, да има некои нови работи и други работи што ќе помогнат на луѓето да живеат подобро тука, уште не се сменети, уште не се почнати. Јас лично и искрено имам потреба од сигурност, од безбедност во системот, во институциите, во државата. Мислам дека тоа колективно го изгубивме, тоа чувство на сигурност. Тешко е таа доверба да се врати назад. И чувството на идентитет е загрозено моментално, барем јас мислам, во Кочани. Младите, како што кажа и моите колеги, се гледаат надвор од државата. Мора, наша должност е да најдеме суштина во нашето постоење ваму во државата и некоја цел и да се стремиме кон таа цел, кон таа визија. Да им се даде на младите доказ дека се уште ваму постои иднина. Тоа е клучно. When the accident happened, I was also young, so there are many things I can relate to, the pain, the suffering they are going through, and the confusion they are going through. So my role was to be some kind of someone who can give them hope, to the future, that things will be okay again. And we also see and felt from the people in Kocani that we were needed, wished for, and that we did get the information of that it helped in any way. And it also helps us because, this is a long road to walk. Even if it has been 27 years, we still think about it. And we know that healing is a process. And if we can be a part of some other people's healing process, they will help us. And and because of the people in Kocani, we thought, of course, we will come again. What I've learned, everyone is grieving. Everyone's loss is their own, but in this case, in this little town, it's everyone's loss. Everyone is grieving, and that also means that everyone has to help heal, to do it together, because that's what we have said all along. No one can do anything by themselves. But just be there and be supportive. If they want to talk, you are there. If they want to laugh, you are there. If they want to cry, you are there. So there is no magical thing. There is only being there and doing what you have always done. Seguro